Семејството Ѓорѓееве од Неготино важи за едно од најголемите производители на црвен пипер во регионот. Традиционалниот зачин во македонската кујна кај нив повеќе од 3 децении зазема важно место во земјоделското производство. Велат дека род и квалитет има, ама цената не е добра, зашто стои непроменета со години. Без задоволство, нема баш задоволство, нема цена. Цената е многу мала. Јас повеќе сега моментално го давам упржливо на зелено. Пипер правам по 400 кила, па правам пипер, ама цената е мала многу. Према трошковите што се, е мала цената на пиперот. Која е цената? Цената е 180 денара, 170 денара, тука е. А таа цена не задоволува со трошковите. Трошкови големи има пиперот. Да направиш црвен пипер, ќе треба поголема инвестиција. Според Ѓорѓееви има многу прекупци кои го бараат пиперот за бадијала. Тие им ја одредуваат цената, ги уценуваат за потоа поскапо да го препродаваат. Државата не дава субвенции за одгледување на пипер, а Ѓорѓееви произведуваат на нива земена под кирија. Затоа бараат по организиран пласман. Производството на пиперката за зачин започнува во месец март и бара многу работа за да се произведе квалитетен род. Па плевење, па потоа расадување и најмалку до 3 пати прашење, па берење, па сушење. И има доста работа. Ако сакаш да бидеш задоволен од тоа што си го работел, од родот, нормално и си бара и работа. Сега за сега, ние си имаме таа навика, да речеме, еве 32-3 години од кога сме во брак, се со тоа се бавиме, али у последните години не сме задоволни, ма како навика ни е тоа, мислам дека ако не садиме пипери и дека не се живее, а тоа додека сега за сега, овие последните години не сме задоволни. Инаку Демиркапиското село Бистренци е исто така голем производител на црвен пипер. За околу 400 жители тој е главниот извор на екзистенција. Најзастапени се сортите Гороглед и Хаес. Годишно го има на површина од околу 30 на хектари. Бистренчани велат дека иако нема цена како порано до 250 денари за килограм, тие засега остануваат верни на традицијата. Се надеваат на подобри времиња, на добар род, на организиран и сигурен пласман, бидејќи тоа според нив се единствените мерила кои ќе може да го задржат производството на алова пиперка на актуелните површини во Неготинско.